Научниците конечно открија како антибиотиците полимиксини успеваат да го пробијат заштитниот слој на некои од најотпорните грамнегативни бактерии. Ова откритие може да отвори пат за нови терапии против бактериски инфекции отпорни на лекови. Истражувањето, објавено во списанието Nature Microbiology, покажува дека полимиксинот бе предизвикува деформации на површината на бактеријата Escherichia coli, што доведува до губење на липополисахаридите, молекули што го штитат бактерискиот дит. Иако бактериите се обидуваат да ја обноват заштитата, се создаваат празнини низ кои антибиотикот навлегува подлабоко. Полимиксините се сметаат за последна линија на одбрана против опасни инфекции како воспаление на белите дробови, менингитис и тифус. Ова откритие, според доктор Ендрю Едвардс од Кралскиот колеџ во Лондон, може да помогне во развојот на поефективни лекови и нови начини за борба против тивката пандемија на антимикробна резистенција. Вклучувањето на одредени овошја во утринската исхрана може да го поттикне слабењето, благодарение на нивната ниска калориска вредност и високата содржина на растителни влакна, витамини и антиоксиданси. Како што наведува списанието PLOS Medicine, овошјето го подобрува варењето, го регулира шеќерот во крвта и го забрзува метаболизмот. Јаболката се полни со пектин, влакно што го продолжува чувството на ситост, а бобинките, покрај тоа што имаат малку калории, помагаат и во намалување на воспаление. Грејпфрутот, според студии, го намалува инсулинот и апетитот, додека крушите и кивито придонесуваат за стабилен шеќер во крвта и добро варење. Лубеницата, со својата висока содржина на вода и природна сладост, ве држи хидрирани и сити со минимален внес на калории. Вклучувањето на вакво овошје во појадокот може да биде едноставен и вкусен чекор кон поздрав начин на живот. Рецепт за вкусна чоколадна торта која се подготвува без брашно и со само 4 основни состојки. Ова едноставна, но богата торта е совршен избор за љубителите на чоколадо и оние што бараат брз десерт без глутен. За подготовка се користат чоколадо, јајца, шеќер и путер. Белките се матат одделно со шеќерот, а потоа се мешаат со стопено чоколадо и жолчки, пошто се пече во рерна околу 50 минути. По желба, може да се сервира со шеќер во прав и шлак. Тортата е богата со вкус и има воздушеста текстура, и покрај тоа што не содржи брашно. Оваа алтернатива е одличен избор за лица со алергија на глутен, но и за сите кои сакаат побрза и поздрава варијанта на чоколаден десерт.